Токму така, како изгледа крајот на учебната година низ очите на младите, матури, испити, нови чекори во образованието. За некој тоа можеби и адреналин, но за други знае да биде и сериозен извор на стрес. Ова утро разговараме за менталното здравје на учениците и како училиштата, но и сите ние можеме да дадеме било каква поддршка. Во студиото е Филип Ивковски од организацијата Младите можат, кој веќе долги години работи со млади и ги слуша практично нивните приказни одблиску. Филип, добре дојде во нашето студио и благодарам што ја прифати поканата да говориме на оваа тема. Добро утро и добро венер. Споменавме, односно слушнавме во најавата, но и самите знаеме дека крајот на учебната година за многу ученици може да носи силен притисок. Тука ги споменав и матурите, испитите, но неизвестноста на оние ученици што ги чека од преодот на од основно во средно или од средно на факултети, што следува понатаму. Колку според вашите искуства менталниот товар што го носат младите во овој период е сериозен? Па генерално младите менталниот товар го имаат, нели, особено во адолесцентниот период, во тинеџерските години, не само при крајот на годината, туку текот на целата учебна година и генерална годината, зашто навистина се градиме како личности, се пронаоѓаме, не знаеме што сакаме, и така натаму, но ова мислам дека особено се засилува при крајот на годината, кај основците, средношколците, тука е прашањето на завршни оценки, матурски испити, матурска забава, не само испитите, а понатаму прашањето каде понатаму, дали ќе одам во кој училиште, како ќе се прилагодам на кој универзитет, а пак со студентите, нели, тоа се предизвиците со јунската сесија која што следува. Така што би кажал дека сите предизвици и сите емоции и чувства кои што ги имаат во овој период се валидни, само треба да им се даде поддршка во целиот тој процес. Да, сите сме го поминале, но некогаш сме сфатиле дека можеби поддршката што нас не недостасува, сега треба да ми ја понудиме на младите кои што поминуваат низ истиот процес. Ке зборуваме за поддршката, но она што ме интересира е што најчесто пријавуваат младите како причина за таквата состојба. Веќе го потенцираме како стрес во периодот пред завршувањето на учебната година. Дали тоа се работи само за училишните обврски или тука има и некои други фактори, например очекувањата од родителите, например, или пак социјалните притисоци за каде ќе се продолжи? Па да, дефинитивно и тоа се фактори кои што влијаат. Ја верувам дека за секој еден млад човек може да се различни факторите, за некој можеби ќе биде што ќе правам со друштвото што досега го има во ова училиште, дали основно или средно, зашто друштвото најверојатно ќе се раздели во повеќе училишта. Оно што го спомнавме, очекувањата, тежината што носи, зашто некогаш не ги оставаме на младите сами да се ја донесат нивната кариерна одлука, дали тоа се очекувањата на родителите, старателите, дали се очекувањата можеби на околината, очекувањата на нивните врсници, пријатели, така што дефинитивно факторите се малку под. Знаеме дека сме во земја во каде што одлуките најчесто може да се однесуваат и за студии, за работа во странство, така што и дефинитивно или пак од други градови во студентските градови, што знаеме дека е дополнителен присуст за младите што треба целосно да сменат нивната средина. Едно е да промените училиште во вашиот град, а друго е да промените училиште во друг град, во друга држава, така што тука веќе мислам дека емоциите, чувствата, тежината што имаат младите е поизразена, зашто се пред поголем презик, пред нешто што не им е познато. Знаеме дека и ние, и младите, и возрастните, и го имаме тој страв од непознато. Сега кога спомена веќе дека нели треба да се остават младите сами да го направат и да го изберат својот кариерен пат, обично возрастните, односно нивните родители, сметаат дека не дека тие се во право, туку дека тие практично знаат што вистински му треба, заради тоа што некогаш во оние младешки години знае малце да лутаат младите во сопствениот избор или можеби да прават и можеби погрешни проценки. Дали тоа треба да ги фрустрира доколку родителите им навестуваат дека не синко, ти треба да одиш во стручно училиште заради тоа што таму и таква и ќе биде иднината, а не во општа гимназија каде практично голем дел од твоите другари ќе бидат оваа година запишени? Мислам дека родителите треба да го дадат советот, а понатаму одлуката пак да остават на младиот човек, зашто да, можеби од перспектива на млад човек, да, можеби возрастните сакаат да имаат представа дека знаат што им треба на младите, но сепак мислам дека одлуката, кога збориме за кариерно, збориме секогаш за кариерно информирана одлука, односно ја да ги знам сите информации, сите можности што ми се на располагање, после јас да одлучам што сакам и што не сакам. И од друга страна мислам дека се сменети времењата каде што можеби ќе тргнам по некој пат што сега мислам дека е добар, но некаде на пола или уште на самиот почеток ќе сватам дека можеби не е тоа за мене. Не е проблем, мислам дека не е проблем и да се
промени училиште, да се промени факултет, да се промени насока во која што се движи. Мислам дека сега работите се малце подинамични во тој поглед и треба да ги оставиме младите колку што е можно повеќе да носат самостојни одлуки, зашто како држава, како нација имаме тенденција да не оставаме младите навремено со самостојат. И кариерно, и финансиски, и генерално и во поглед на менталното здравје. Така што мислам дека полека треба тие работи да ги менуваме со тек на време. Затоа еве постоиме и како ние медиуми и секако како организации кои што се залагаат за ова и да, треба да се прават промени, времето само по себе, развојот и на технологијата и на информациите кои што доаѓаат до нас практично не менуваат како индивидуи, е нешто што е жива материја што се менува во текот на годините. Спомена во најавата веќе 8 години работите на менталното здравје кај младите, како организација Младите можат. Колку од друга страна училиштата се подготвени да препознаат дека некое дете има потреба од психосоцијална поддршка? Состојбите се различни од училиште до училиште. Знаеме дека училишниот психолог треба да биде тој што е главниот носител во поглед на психосоцијалната поддршка на учениците, но пак тој е еден најчесто во училиште, имаме училишта кај што немаме ни училишни психолози. Тука веќе улогата треба да преземат класните раководители и наставниците кои што се во секојдневен допир со младите, зашто знаеме дека и училишниот психолог не е секојдневно во училните, со младите, туку некако е повеќе во делот на стручна служба и треба да се реферира кај него. Оно што го забележавме, зашто ние пред 8-9 години кога почнавме да работиме, беа тоа адхок активности за подигнување на свеста за менталното здравје. Значи збориме пред пандемијата. Кај нас менталното здравје се актуализираше доста со пандемијата. Нашата работа започна пред пандемијата. Повеќе поглед на емоционална интелигенција, како се работи во тој поглед, и свативме дека е поле кое што не е доволно опфатено во ниво политиките, ниту па генерално во свеста кај младите, кај училиштата понатаму во целата заедница. И од пред 4 години започнавме програма што свативме дека да, ако имаме еден училишен психолог, најверојатно не може да ги обслужи сите млади, зашто не знам, имаме училиште со по 1000 ученици и повеќе. И свативме дека што прават ги прашавме младите што прават на класен час. Да, некои разговараат на некои теми, некои разговара само за изостаноци, за се жалат од некој професор или пак само скролаат на телефон без да имаат некој ефективно време. Свативме дека тоа е супер можност каде што класниот раководител кој што треба да ја има улогата да се грижи за класот, дека може треба да им понуди некаква поддршка, повеќе информирање во поглед на менталното здравје, и затоа направивме програма за ментално здравје која што се спроведува на класни часови. Значи секој месец е различна тема и е преку разговори, работилници, знаеме дека класните најчесто не се нели психолози, но сепак може да дадат известна поддршка, известна информација која што е значајна кај младите, понатаму докато забележат дека нешто во класот има потреба да се реферира кај училишниот психолог, да може да го упати кај училишниот психолог. И дополнително, садевме дека училишниот психолог навистина има негативна перцепција спрема него. Гледаат најчесто како казна, односно ако не си мирен дошка психологот, ако имаш лоша оценка дошка психологот, и знаете, не го гледаат младите како место, односно како личност која што може да им понуди поддршка во овој процес. Може би дали е кариерна одлука, може да се упатам кај психологот, може би не знам, да се ги препознаме емоциите и чувствата или што ми се случува, или може би лошата оценка значи нешто подлабоко повеќе што ми се случува, што можам да го разговарам со училишен психолог, што најверојатно може би класниот нема да ме разбере во тој поглед. Како изгледаат тие програми за класните раководители кога станува збор нели за поддршка на менталното здравје? Тоа се прашалници, тоа се разговори, тоа е практична програма која што е најчесто преку вежби, преку работилници, преку практични тестови кои што ги поминуваат со учениците, и најчесто секој месец е тематски месец. Овој месец и тоа не им ги земам сите класни часови нормално, по 2 класни часови во текот на месецот. Разговараме, темите се пријателство, булинг, комуникација, справување со стрес, и се некако поврзани со етапите во учебната година. На почеток во септември работиме на поставување цели, на крај некако работиме на справување со стресот, и од прилика колку што е можно класниот да воспостави некоја позитивна динамика во класот и да ги зајакне релациите меѓу учениците, пред се за таа врсничка поддршка во однос на менталното здравје. Понатаму стварно класот да се чувствува безбеден заедно со класниот раководител, дека може да ги изнесат на површина предизвиците, дали се лични или пак се на ниво на клас. Преку тие вежби што навистина вака, ако ги разгледаме, не дека толку се ментално здравје или нешто директно да звадиме, зашто кај нас се уште постои стигмата за менталното здравје и што значи ментално здравје, дали тоа е болест или состојба или одма е депресија, анксиозност и така натаму. Не е, значи збориме за ментално здравје во контекст на позитивен пристап спрема своето здравје и благосостојба. Моментот на грижа за себе. Тоа е тоа што ние го промовираме како таква, не е интервенција, не ако имам предизвик веќе што да правам, туку
како да превенирам нешто да отиде во погрешна насока, би кажал, поврзано со моето ментално здравје. Сега во контекст на што во овој период е актуелно ке учениците, нели, завршни испити, поправање на оценките, честопати знае да се случи тоа, да се остава ке учениците за поправање на самиот крај. Кои се предлозите кои што би ги упатиле до учениците? На што да внимаваат во овие последни 2 недели од учебната година? Од една страна на оние кои што нели треба да си ги поправат оценките или да ги направат последните матурски испити, па дури и до оние кои што салават, кои што пак можеби сега во овие последни денови не се фокусирани толку на училишните задачи, туку повеќе на тоа како ќе си поминат на матурската вечер, па до оние третите кои што нели треба веќе да си го напуштат средината во која што учат да се преселат во друга, мислејќи на преодот од основно во средно и од средно на факултет. Мислам дека советите, главни совети дека треба да уживаат во процесот колку што е можно повеќе. Да, оценките ќе се постигнат, матурските испити ќе се положат. Забавата најверојатно со матурската прослава ќе помине во најдобар ред, со најдобро одбрана комбинација модна која што ќе одбере така натаму и така натаму. Навистина колку што е можно да се дозволат да уживаат во целиот процес. Ја мислам дека не треба да гледаме образованието како, односно барем завршните испити, завршниот дел како нешто што не е преизвик, зашто идејата е дека претходните 4 години, барем за матурски испити, не спремале за да може да ние да бидеме спремни. Мислам дека прв пат како средношколци и јас се соочивме со толку обемна материја за полагање матура, зашто претходно знаете, едниот учебник беше распределен во текот на цела учебна година, сега имаме еден учебник што треба да научиме за еден испит, но мислам дека тоа го сватат како една своевидна подготовка за она што ги очекува на факултет, универзитет или ако продолжат нели понатаму едукација, дека малце динамиката на учење, образците кои што до сега ги воспоставиле ќе треба малце да ги прилагодат на она што следува, но пак ќе кажам, навистина колку што е можно повеќе, знам дека не е лесно, не е едноставно, знаеме дека може да имаме измешани чувства по однос на целиот процес, да си ги препознаеме чувствата, но да сватиме дека нешто ново не очекува веќе во септември. А колку младите сакаат да зборуваат за ова? Дали има тие простор, дали барат помош или практично споменати и во разговорот дека се уште кај нас владае стигмата? Мислам дека по однос на менталното здравје стигмата највеќе се руши кај младите. Се повеќе се спремни да разговараат за своето емотивно и ментално здравје, но пак тоа зависи од средина до средина, од културни вредности до културни вредности, може да ги видиме разликите. Не е се во секој град исто или во секоја средина исто, но пак ќе кажам, се менуваат работите, можеби не доволно брзо, но се менуваат. Но нешто што го садевме во текот на годините додека работиме сега со младите, особено на ментално здравје. Едно е ние да ја надминеме стигмата, односно да срушиме стигмата, да сватиме дека грижата за себе не е ништо лошо и дека треба да побараме некоја стручна подршка и слично. Она што недостасува е супер. Што од кога младите ќе им кажеме грижите за себе. Кои ресурси им ги нуди заедницата. Тука веќе имаме недостаток на ресурси, каде да се обратат, дали кај училишниот психолог, што може училишниот психолог да направи, дали класниот раководител и пошироко во заедницата. Колку ресурси им се достапни, сервиси, услуги за они да може да се грижат за ментално здравје, зашто имам средин кај што нема ниту еден психолог кај што може да се обратат. Значи буквално ниту пак во училиштето. Што навистина е загрижувачки зашто едно е да ги охрабрите младите да се грижат и после они да сватат дека нема практично каде да се обратат, да се грижиме за себе. Така што мора тие две работи паралелно да се надоместуваат, односно да се градат заедно како систем, зашто тоа може да биде дополнително разочарување на младите. Ќе биде се освестив дека може би имам некаков преизвик со менталното здравје, но што сега? Но сепак има достапни ресурси, барем онлайн, сега дигиталното ментално здравје како такво не можеме да го изоставиме. Така што може барем тоа да им биде првиот чекор каде може да се обратат. Филип, зборувавме за учениците, но што може да направат наставниците и родителите во овие последни недели од учебната година за да им помогнат на учениците? Да не заборават како им било нив кога го поминале истиот тој процес. Тоа е тоа нешто што на возрастните секогаш им го велиме. Не заборавајте дека вие сте биле средношколци и студенти, знаете како било тоа, а сега знаете како и да понудите поддршка, зашто сте го поминале тој пат. Не е секогаш тоа ситуацијата, но ако не друго барем да упатат каде може младите да добијат поддршката. По однос на наставниците и професорите, она што го ценат учениците, односно секој професор кој што е запамтен поради неговиот вредностен систем, поради карактеристиките, поради не толку материјата што предава, туку начинот на кој што предава и кои вредности ги промовираме ги младите, би кажал повеќе карактерните особини, така што
предлагам да останат позитивниот пример кај младите, зашто инспирацијата младите ја гледаат во нив. По однос на родителите, да бидат тука за младите, да ги слушнат, не секогаш ќе се разбереме како млади и возрастни, тоа не може да кажеме дека е нешто лошо, но едноставно сме динамична категорија, што не секогаш може би се разбираме, но битно е пред се да се изслушаме и да се обидеме да сватиме како е перспективата и на едниот и на другиот. Значи не само родител да ме разбере мене, туку и јас да сватам зашто родителот можеби сака да ми наметне или да ми советува некаква кариерна одлука или како да се носам понатаму со работите, сепак да можеме меѓусебно да го најдеме заедничкиот јазик за колку што е можно повеќе да може да си понудиме поддршка, зашто не е само поддршката на младите, туку треба да биде обострана и младите на родителите, зашто особено по младите што сакаат да се заминат од својата заедница, од својот град. Тоа можеби за родителите ќе биде навистина голем предизвик да дозвола да се согласат нели понатаму како се носат, треба да знаеме дека навистина меѓугенерацијската поддршка е исто клучна во целиот овој процес. Сега кога станува збор за таа општа слика за грижата на менталното здравје кај учениците, дали многу се разликува да речеме од градските средини до руралните средини? Еве спомена дека и многу од учениците од внатрешноста на републиката ќе треба да се одлучат навистина да го напуштат своето место на живење, својот град. Дали на нив во тие средини им фали поддршка? Дали било тоа институционално од аспектот нели на психолози во училиштето или на самата локална самоуправа, и дали таа слика е еквивалентна иста со градските средини како што Скопје? Па мислам дека Скопје е исклучителен пример во поглед на ова, зашто е се централизирано и се случува во Скопје. Така што многу драстична разликата меѓу Скопје и се останато, што навистина е поразително како такво, зашто забраваме дека ресурсите и услугите се потребни на сите млади широм државата. И да, си има специфики секоја средина, дали е тоа градска, односно урбана или рурална средина, зашто пак кажам, вредносниот систем, животниот стил е различен и треба различна поддршка да се понуди и таму и таму. Така што да, недостасува, особено во малите средини, кој што кажав, имаме средини кои што нема никаков психолог во никаков ресурс кој што може да се обрати. Треба да патуваат во соседен град, знаеме каква е инфраструктурата, знаеме кои се можностите за патување, како се поврзани градовите и навистина ќе оставаме младите да се снаоѓаат, би кажал, во поглед на многи алтернативни начини како се грижат за себе. Сега бидејќи работиш со млади долго време, јас верувам дека имаш и пренесено искуство, ако самиот не си го вклучил од надвор од границите на Република Македонија. Кога ќе зборуваме за училишна средина која се грижи за менталното здравје и благосостојба на учениците, може ли да ни дадете еден пример? Да, во текот на оваа учебна година започнавме кампањата Твоја приказна наша поддршка, која што меѓу другото кулминираше со документ за јавни политики, кој што даде една перспектива на какви се состојбите во соседните држави, зашто најчесто нели се осликуваме, блиски сме со менталитетот на соседните држави, но и на други држави во Европската унија. Идејата е дека треба да се направат мали чекори за да се направат некакви промени во однос на ова прашање. Кој што кажам, програмата е нешто што го изготвивме преку компаративни анализи, но и преку прашалници, односно фокус групи, младите да ни кажат што не им треба. Од друга страна ги прашавме нели и професорите, што тие се тие што ќе треба да имплементираат понатаму да спроведуваат програмата. Оние модели кои што ги понудивме тоа, дека менталното здравје треба да биде инкорпорирано во рамки на училишните програми, зашто не доволно се зборува. Тоа е првиот чекор нели за да надминеме стигмата, да сватиме дека не е ништо страшно менталното здравје и дека не е болест, проблем и слично, дека е предизвик кој што секој, зашто статистиките на Светска здравствена организација дека скоро секој ќе се соочи со некаков предизвик со менталното здравје во текот на животот. Кај нас статистиките знаеме дека се поразителни, дека скоро секој втор млад се соочува со некаков предизвик. Дали е тоа предизвикот со контролирање на емоциите, дали е анксиозност, дали е депресија и така натаму и така натаму. Така што треба пред се информацијата да стигне до нив. Понатаму, по однос на училишните психолози, дека треба да има стварно проактивна улога во училиштето, да не биде некоја личност затворена во администрација која што не можеме да добиеме, која не е потребно, туку навистина да биде меѓу учениците, зашто улогата на училишен психолог е таму меѓу учениците, секако нели поддршката на наставниот кадар и родителите. Сватевме дека што можат предметните професори да направат, зашто не е дека јас не знам како професор по македонски јазик не може да направам многу. Можеби ќе обработуваме некое дело каде што може да дадеме осврт малку на емоциите, менталното здравје на ликовите кои што се во делото. Тоа е тој момент на
социоемоционално учење, кое што е алатка кој што може секој предметен професор да примени. Од професорот по физичко до професорот македонски, па може би професорот по хемија, така што може на пример и хемиската позадина на менталното здравје да обработат на часот по хемија. Навистина се некои работи што може полека да се помрднуваат. Од друга страна, моментот на ученичка поддршка, односно меѓуврсничка поддршка, јакнење на ученичките заедници, јакнење на учениците, градење на класот како една заедница која што е тука за себе, а понатаму и на крај да имаме сензитивен менеджмент. Оние што ги носат одлуките, директорите, да сватат дека треба да градат политики, односно да носат одлуки кои што на крај се во корелација со она што има потребно на учениците. Филип, ти благодариме за искрените согледувања и за тоа што работите на важни прашања што често остануваат на маргините. Менталното здравје на младите не сме секако да биде во никој случај табу, особено не во период кога мај и јуни месец е практично и притисокот најголем. Ти благодарам уште еднаш. И благодарам вас.